овој сахаромицес, тој е користен и за намалување на ешерихија коли во гастроинтестиналниот тракт, бидејќи специфично се врзува и се отстранува понатака од фецесот, како што рековме, причината за населување на ешерихија во уринарниот тракт е тоа што таа се пренаселила во нашето црево, така да ако ја држиме под контрола во цревата, ќе ја намалиме можноста за само заразување или само инфекција и за повторувачки цистити. Често пати, за да не биде само тоа во терапијава, се комбинира и со деманоза. Деманозата е еден природен шеќер кој што се поврзува специфично со ешерихија коли и ја собира буквално од зидовите на уринарниот тракт и преку измокрување се изфрла надвор и ја намалува концентрацијата. Треба да се зема во доза од 2 грама на ден, најдобро комбинирано со веќе споменатиот сахаромицес буларди, и во таква ситуација тоа е доста безбеден производ кој што може да се зема како за деца над 3 години, така и кај трудници, диабетичари и така натака. Така да тука добиваме една сериозна квалитетна потпора која што може да ја користи широка популација и долг период, може и паралелно со антибиотскава терапија да ја користиме, а и понатака во смисла на превенција да не се повторуваат овие уринарни инфекции. Добро познатава брусница беше претходно златен стандард, пред да дојде деманозата. Сега е деманозава, да речам, главен стандард, прво заради безбедноста, а второ и заради тоа што се смеа дека околу 10 до 50 пати има посилен ефект од брусницата во оваа доза од 2 грама. Зборуваме.